продолжуваме со емисијата Јади Бурек, а како што забележавте овие денови, исклучиво посветивме на локалните избори 2021 година. Гостите што доаѓаат се оние што се пријавија на мојот јавен повик и покана до сите политички партии, поединци, здруженија и организации кои сакаат да гостуваат во емисија. Вечерва гостин во студиото е доктор Александар Стојковски, кандидат за градоначалник на општина Ѓорче Петров. Здраво, добре дојде, повели. Добро ве најдов и ви благодарам на поканата. Поканата беше општа на сите, фала што ја прифативте и за мене е чест, како и секој што сметал дека овде треба да дојде и да се представи пред граѓаните со својата програма. Имено, ја ви реков на почетокот како ќе ја почнеме емисијата, дека колку и да се знаеме и да ве знаат, премногу луѓе, премногу ликови, премногу автобиографии излегува. Точно. За да не бидам сувопарен и да не им влезе од едно уво у друго, сметам дека поголем ефект ќе има вие да си кажете кој сте, што сте, вашето CV, што работите, каков е вашиот статус, што е вашата професија и после се следи првото прашање. Добро, благодарам уште еднашка. Јас по професија сум лекар и веќе 14 години активно работа мојата професија, од кој повеќе од 8 години како лекар специјалист радиолог на Универзитетскиот институт за радиологија при клиничкиот центар во Скопје, кој сум семен човек, татко на два сина. Од моите хобија во приватниот живот посветен сум на трчањето, сакам да водам еден малце поактивен живот, така доста пешачам. И со тоа го исполнувам моето слободно време. Доста читам книги, сакам малце да добиам пошироки видици за работите и на тој начин се го пополнува моето слободно време. Господин Стојковски, колку сте виски? 198. Зашто не играте кошарка? Па играв еден период активно ракомет во период на најдобар пикер си бил предпоставам. Не, бев лев бек. Играв на таа позиција, играв во Вардар 3-4 години, па потоа имав некоја повреда, започнав и со факултетот и се посветив целосно на таа врска. Де, виде како се поздравивме кога застана Јаков Дупка. Добро вечер, добро дојдовте, како сте? Се кандидиравте за градоначалник на општина Ѓорче Петров. Зошто? Така. Па јас имам искуство во минатото, бев дел од Советот на општина Ѓорче Петров. Понатаму бев и дел од Собранието на Република Македонија во еден период. Мојата професија сметам дека има доста допирни точки со функцијата градоначалник, бидејќи пред се хумана професија и јас сакам тој аспект на делување, хуманиот, да го пресликам на локално ниво. А ја реков да не сакаш да ги озрачиш тоа на пријателите на тама работа. Со ренген, со израци, како устриба, се шегувам. Сакам да го пренесам целото моје досегашно животно искуство и да бидам пример за тоа како може еден млад човек да функционира како професионалец да даде свој дел во општествените промени за да постигнеме нешто повеќе. Бидејќи сметам дека имаме голем потенцијал кој што не е доволно искористен и дека треба силно да се вложиме сите како генерација. Јас имам 39 години и сметам дека е времето на мојата генерација да даде поголем пример во општеството со цел да промениме и да создадеме подобри на зидните генерации. Ова е едно општо убаво обраќање и така натаму, но еве чисто да те прашам, малку и жешко во студиото, се извинувам, време не уклучив климата. Да те прашам, што те мотивира Сабајле да станеш? Сабајле? Па најубаво ми е кога ќе станам многу рано наутро, кога додека другите спијат, да го започнам денот сакам, тогаш е најмирно и можам најдобар впечаток да добиам за работите. Тогаш е најмирно. Тогаш е најмирно. Затоа тогаш ја заспивам. Добро, малце можеби од добротен те ги правиме работите, но јас сакам тој период да го искористам за себе, да размислам, да видам како ќе го продолжам остатокот од денот понатаму, како ќе изфункционирам, да си ги направам моите планови, да го фатам денот многу пред другите, со цел и да бидам поорганизиран и да бидам пофункционален во текот на денот. Многу ми е жал што немаме повеќе време. Јас за радиологија толку интересни подпрашања би ви поставил, толку е интересна, толку е прогресивна и напредна таа медицинска најразвиена, нели? И тука може луѓе немаат ни представа до каде е отидено во вашето поле. Па видете вака, во радиологијата имаме најголем број на иновации во делот на дијагностиката.
на светско ниво. Ние не може да ги следиме, тие за жал немаме доволно ресурси, не можат ни многу поразвиени држави од нашата. Не, тоа се страшни работи, тоа. Да. Почнавме од уран, почнавте од плутониум, кој знае сега до кои радиоактивни елементи па не е само тоа, видете, апаратурата оди напред, многу. Компјутерска томографија, магнетни резонанци, па има постпроцесинг софтвери кои што се многу прикладни, кои што ни возможнуваат многу уште подобро тоа да го анализира. Да. Бидејќи постпроцесингот е многу битен во нашата професија, со тоа се добива пореален приказ на процесите, на болестите, на состојбите и побрзо се доаѓа до диагностика и тој процес е порелевантен. Гледаш како одма ти дојде и му веќе инспирира. Па тоа видите. Ама не, фалат вакви луѓе како вас во емисијава да збориме за ова. Па може да дојдеме да завршат изборите, па ќе направиме на емисија на таа. Ветуваме, нема проблем. Вети ми, нема да правиме политика, ќе збориме Не, само за ова. Само за ова. Само за ова, да. Договорено. Детектирајте ми што не чини во општина Ѓорче Петров. Некои ваши овдека против кандидати, кои исто беа кандидати за градоначалници на општина Ѓорче Петров, што ми кажа работи што изговорија овдека е просто хорор. На што ќе се кој дел беа забелишките? Па во секој. Во секој. Па не би можел јас да одвојам едно како кој поединечно, општата слика е за на целоста нефункционалност. Да се разбереме. Првин, општината е недостапна за граѓаните. Граѓаните се жалат на нефункционалност на општинската администрација, тргнувајќи од градоначалникот па преку општинските структури, понатаму кои што се одговорни за да излезат во пресрет на барањата. Тоа е основата на функционирањето на општината Ѓорче Петров и на сите други општини. Општината е еден сервис на граѓаните и таа треба да им ги пружи услугите од кои што они имаат секојдневна потреба. Доколку е случајот како затворена општина Ѓорче Петров како што е во моментов, граѓаните немаат пристап до услугите што треба да ги добијат и тие проблеми само се натолажуваат. Знаете како, Јанко, основниот принцип на комуникација целосно нарушен. Јас не планирам така да функционирам и да работам. Еве, пред да бидам овдека во емисијава, доаѓам од терен. Јас верувате дека са бајле од 8 часот сум излезен и после емисијава ваша ќе продолжам со теренски активности, бидејќи имам договорено средби со одредени спортски здруженија и со граѓански здруженија. Зошто? Затоа што никој нема слух да ги слушне. Верувате, луѓето си ги кажуваат проблемите, но кажуваат и голем дел од решенијата. Самите луѓе, доколку најдете простор и време да ги сослушате. Местните заедници, основните клетки на функционирање во општината Ѓорче Петров, онаму каде што не да се мртви, под земја се. Повеќе од 3,5 години се затворени, од земени се клучевите на луѓето, не е направен нов избор на председатели на местните и на урбаните заедници, а тоа се места на кои што се изложуваат информации во врска со носење на урбанистички планови. Значи, како се носат урбанистичките планови во Ѓорче Петров? Кој слушнал дека се носи урбанистички план за да може да даде анкетен лист? И тие што успеале некако да разберат, поднесуваат анкетни листи на кои што не им се одговара. Значи, тоа е она нефункционирање на општината. Па, ако сакаме да создаваме ние здрава општина, првин треба да ги поставиме темелите. А темелите се тие. Функционална општинска администрација. Па добро, што се прави сега? Па сега не знам што се прави. Да бидам наискрен, каде се троши буџетот на општината, бидејќи ако гледате вака од инвестициски процеси во Ѓорче Петров, процесите кои што се во тек на инвестиција, кои што ги забрзаа сега предизборно, за да се покажат пред народот, меѓутоа не ги завршија. Ние во Ѓорче Петров немаме еден капитален проект реализиран последните 4 години. Еден капитален проект. Чекај, ова е голема изјава. Ни еден капитален објект. Чекај, ако не се лажам, таму беше најавен и новиот клинички центар. Па не само клинички, дојдам и до клиничкиот центар. Вака, има една градинка која што е во градба подлог период, меѓутоа никого да стаса да отвора. Јас сега на дебата на македонската телевизија го прашав кандидатот за градоначалник, актуелниот градоначалник од СДСМ Александар Нумовски, ајде кажувам, наброи еден капитален проект. Еве градинката, која е во функција, а ја навува дека е готова, све завршено, тоа е супер проект. Така градинка правиме, меѓутоа колку време се влече таа градинка и колку време се манипулира со јавноста со таа градинка. Каде се децата запишани во така е готово? Така нели имаме готова градинка, треба да има запишани деца. Базенот, што го ветува 4 години, отворен, затворен базен. Значи нема ништо од тоа. Ако е отворен, ајде да одиме сите да го користиме, нека го користат децата, нека биде во нивна функција. Беше ветувано и претходно уредување на кеот на реката Лепенец. Тоа е ветување од 2017. Гледам дека сега повторно во 2021 година повторно истото ветување.
Таму Добро, поминува ли оваке народ? нема да помина овој пат. Одиме на терен и она што е изведено од аспект на инфраструктура, она што е изведено е со многу слаб квалитет. Јас се плашам дека тие улици што се направили на брзина во овој период, дека нема да имаат сантим два асфалт каде како ќе зафати. Дека овие улици ќе имаме сериозен проблем понатака. Парите се потрошени. Пази, тоа, значи тоа е најголемиот проблем. Парите се потрошени. Така и велиме сега дека таму сме решили некој проблем. Што ако на пролет тој асфалт го нареме на доле на главната улица? Кој ќе го санира тоа? Повторно треба да се извојуваат средства. Не треба да ги правиме работите паушално и во интерес на политички кампањи. Еве сега имавме еден пример, улицата Лука Геров, главната улица во населбата Даме Груев, во подолг потек се реконструираше. Требаше да биде реконструкција, нејавена беше како таква. Се изгрева само површен слој на асфалт, се гребеше надвозникот, се гребеше почетниот дел и тоа не е никаква реконструкција, тоа е рехабилитација на коловоз. А во тендерската документација беше наведено дека треба да биде реконструкција. Реконструкција треба да ископаат све, треба да се види дали е во ред канализационата мрежа, атмосферска евентуално да се постави, да се постави нов слој на тампон најмалку 20 см, да се постави базичен слој на асфалт од 7. Добро ги познавате работиве. Еден завршен слој од 5 см на асфалт. Таму има не повеќе од 2,5 см само асфалт во завршен слој. Постоечки тротоари бекатон ги вадат, местат нов бекатон. Најдете ми ја вие мене логиката на таквото недомакинско работење. А во исто време во Ѓорче Петров ние не знам дали знаеш имаме најскапата улица во Македонија, можеби пошироко, поскапи оваа што беше Боемска Најдрен Жерновски. Пред Тинексот во Ѓорче во паркот имаме улица наречена Корза, за која што граѓаните на Ѓорче Петров ќе треба да платат 500.000 евра. Ево, тој дел пред дисконтот Тинекс. Каде е дисконтот Тинекс? Ево дека со плаво ви обележано малце полево. Баш тука кај што покажуваат, ова улица што е пред дисконтот Тинекс. Ова од овдека? Така, тој да што го покажувате и тука ова платото што. Не е до таму, до ова платото до Тинекс. Така, тука. Да. И што е оваа улица? Значи таа улица Корзо на која во должина од некој 100, а не ни личи на старото Корзо, него памтат Ѓорче Петровци дека Корзото изгледало вака. Ова е фонтаната во Поран. Оваа фонтана што ја прикажа сега, едно време градоначалникот ја адаптираше во икебана, во Саксија, ја наполни со земја, засади 3-4 дрва натре и имаше хортикултурна намена, па сега гледам ја нема, на тоа место има постоечка улица, сега наречена Корзо, со која што се потроши минимум 500.000 евра, по моите сознанија дека сумата ќе биде многу повисока. Само 100.000 евра кошта проектот за таа улица од 100 метри. 100.000 евра е лист хартија. Така, нацртен. За 100.000 евра еден джеваир сигурно ќе нацртам една од зградите да дајете на некој проектантско бюро. 500.000 евра улица од која што искористена старата калдерма, која што беше на постоечкиот коловоз тука пред ваквото и што е најтрагично, уште не завршена е во фаза на распаѓање. Јас ќе те замолам, еве, ако имаш прилика некојаш да поминеш во Ѓорче Петров и да видиш што се случува на Корзото, иако се уште не е ни... Како се вика таа улица? Па Корзо е, таа е пред Тинексот. Добро? Да. Сврти се наваму слободно збори. Да. Единствено нешто на што би имало тука функција е имотот на градоначалникот Нумовски кој е во непосредна близина на Корзото. Тој си направи најмодерна улица до неговиот имот, а тоа граѓаните, ете таа улица, еве сега имаме слики, може да се спори како изгледало и што е тука нешто посебно променето плюс за да чини 500.000 евра, Јанко. А многу повеќе од 500.000 евра ќе бидат кредит, пари на граѓаните кои што за 3 години ние ќе треба да ги враќаме. Со 500.000 евра, вака ќе ти дарам јасен приказ како илустрација да имаш, со 500.000 евра во 2017 имавме направено проценка дека 500.000 евра се потребни да се асфалтираат сите улици во Волково. И ние во Волково да немаме улица без скол. 500.000 евра. Сите улици во тие се краци Волково. Во Волково. А сега имаме една улица асфалтирана и уште имаме големи од 100 метри и имаме уште улици во Ѓорче Петров со кал и ние сега мораме да ветуваме во нашата програма реализација на тие улици. Имаме еден капитален проект Ѓорче Петров без кал со кој што сакаме да ставиме крај веќе да немаат луѓето проблем
со основните услови за живот. Тоа се основни услови, јако ние во 21 век разговараме за канализација, за водовод, разговараме за улици и патишта. Јас за тоа реков, сите инвестиции во Ѓорче Петров, ева градинката. Јас се покајав што влегов у кампањава, мислев дека ја 10 години немало кампања кај мене не доаѓа. И векам ајде ќе дојдете ќе ми кажете интересно ово она. Наслов, знаете, се осеќам мизерно и бедно. Ја можеби еве сум изгубил контакт со реалноста. Ели ми се јавуваат луѓето и се имам впечаток тоа е нешто. Па кампања како ја рековте? Ѓорче Петров без кал. Ѓорче Петров без кал. Па ова е пораз. Пораз. Еве искрено се ежам, да ти кажам, толку мизерно и бедно. Изежање, Јанко, изежање. У 21 век, таму пријатели и роднини што немам, они ми кажувале, ама сето тоа го сваќам да е нивната улица толку, викам ајде негде направиле, негде не направиле. Ѓорче Петров без кал кампања. Приморани сме. Ние мораме да ги решиме овие основни инфраструктурни проблеми на граѓаните, за да можеме Добро, кажи ми, канализација има, водовод има, тоа бар во еден дел има, да, меѓутоа треба имаме на пример села како Орман и Киштјани кои што комплетно се без канализација. Ако им беше ветувано пред 4 години. Сега има пред Орман ставено на табла со проект, со парите од ТАФ што ги зема, нели од аеродромот кој што требаше да се изгради во Штип, тие средства сега ги пренаменуваат во изградба на локална инфраструктура. Тие се пари кои што им ги остави претходната влада на ВМРО ДПМН. И тие пари сега не се способни да ги искористат и навремено ги завршат работите. Со тие пари се прави оној мост што завршува во Куки, кај Сити Мол. Нели има пробивање на нов мост, се сликаа таму, направија, а мостот завршува директно во Куки. А таков и у аеродром, тој направија мост, ама... Па може тоа име некој модел што го променуваат на секаде. Ето го мостот што треба да излезе од улицата кај Сити Мол, така. Добро, ова е мислам дека во аеродром. Постара снимка овдека треба да излезе, така? Така. Добро. Не, тоа е мислам дека во аеродром, ова не е кај Сити Мол. Зборуваме за Не, ова е Сити Мол, еве го Сити Мол. Ето го Сити Мол. Океј, да. Па ете ги Куки, ете како продолжува улицата, од Зумире маце, од Зумире продолжува така. Овдека се Куки. Така. Истите проблеми на секаде се повторуваат. Ветуваат работи, како што реков, кои што претходно беа реализирани, за кои што имаат 4 години шанса да ги реализираат. Единствен објект кој што е отворен во Ѓорче Петров е објектот на новата полициска и противпожарна станица. А тоа е проект кој што го ставивме во завршна фаза и требаше само да се пресече лента. Тоа е пак проект на ВМРО ДПМН. Пак проект на ВМРО ДПМН. Тоа е проект на кој што присуствува на отварање. Градинката, реков, не е завршена, се користат пари од Министерството за труд и социјална политика. Улиците во голем дел и канализацијата се завршени со пари, дали од градот, дали од Министерството за транспорт и врски. Че тоа се пари кои што се наменети од централната власт. Мене ме интересира и за тоа ќе бадам отчет и веднаш по моето стапување како градоначалник ќе викнам ревизија, една државна, една независна, која ќе го испита комплетно финансиското работење на општината. И еднаш во оваа држава некој мора да понесе одговорност за недомакинското работење. Не само заради него, него заради мене, дополнително, за да јас имам ум да пазам на тоа што правам во текот на мојот 4-годишен мандат. Ќе можете ли, ако овие спискале сите пари, тогаш што ќе правите вие? Ќе наоѓаме начин. Јас ќе се борам, искрено да бидам и ќе бидам целосно отчетен пред органите на Ѓорче Петров. Јас постојав и такво прашање, бидејќи за последниот квартал општината Ѓорче Петров вложеше некои 50 милиони денари. Во моментов имам информација дека тоа е преку 80, не ми е потврдена. Побарав да ми ја каже бројката градоначалникот не ми ја. Повтори ја се. Во последниот квартал беше 50 милиони денари долг. Во денари зборувам. Сега има информација дека е над 80. Колку ќе заврши со овие нивни предкампањски активности на насилно асфалтирање, поставување масовно бекатони и такви урбанистички захвати, не можам да знам. Но за тоа велам ќе следи детална ревизија на проектите кои што се изведуваат. Колку пари се наплатени, што требало по проект да се стави, што се направило и за тоа има можност да се направи ревизија на сите патишта, на сите инфраструктурни зафати. Ќе направам ревизија и Јанко некој ќе одговара за оваа работа. Што ви говори народот во вашите средби? На страна, си сретнувате од вашата партија, што и да направите во оваа Македонија,
со моите си има. партиски, Ама што Така. збори народ? Препознавате кои не е од оние слепи аплаудири, послушници и така натаму? Јас мојата кампања почнав многу одамна. И во првиот дел јас ги поминав сите партиски активисти. Се видовме со тој и се договоривме дека ќе оставиме фокусот и треба ги поминеме сите граѓани во Ѓорче Петров. Ние сме излезени со многу тимови на терен. Излезени сме со тимови на советниците, кои што се застапени од секое населено место на советничката листа. Излезени сме со наши партиски активисти, но имаме голема поддршка од неопределени членови, од неопределени луѓе, кои што ни се постојано ни се приклучуваат во рамки на нашата кампања. Проблемите на терен се евидентни. И проблемите произлегуваат најголем дел од ова што го зборевме до сега инфраструктурни зафати, меѓутоа исто најголем проблем е не хигиената. Целосната запоставеност на Ѓорче Петров. Во Ѓорче Петров нема инвестиција во еден, да речам, подземен контейнер, така? Става во другиве делови на градот, а во Ѓорче Петров имаме идеални локации да се постават такви контейнери и да не се собира сметот по улиците. Дополнително, јас не можам да ги видам оние лица кои што порано ги гледавме со жолти, зелени лечиња на улицата, кои што поминуваат редовно да одржуваат хигиената, а се на платен список на општината Ѓорче Петров. Значи јас не ги гледам по улиците да вршат работата како што треба. Јас не викам дека не треба се ангажираат, треба се ангажираат лица од социјален аспект кои што ќе имаат можност да заработат некој динар. Но истите треба добро да се менаџираат и треба истите добро да се насочат каде да помагаат во одржување на хигиена. Имаме депонија што цело лето ни гори Јанко во Ѓорче Петров и на никој не му паднало на памет да преземе нешто во врска со тоа. Која депонија? Депонија можеби поголеми од Вардариште, во делот на Ново село. Имаме депонија која што го зафаќа целиот тек на течението на реката Лепенец во Ѓорче Петров, текот на Лепенец кој што они ветеа дека во 2017 дека ќе го реши. Таму го реши со поставување на нова депонија. Тоа е решението на СДСМ изминатиот период за текот на реката Лепенец. Нова депонија која што се полни со отпад од најразлични градежни фирми, не депонираат отпад само локалното население нели од она што го имаат од бавчите, него со тешка меканизација се носи со структура, не знаеме ни каков тип на отпад има таму. Таа депонија се наоѓа во втората заштитна зона на бунарите на бунарите за пиење вода на Скопје. Тоа е еколошка катастрофа. Никој не направил испитување колку се загалени подземните води. Лепенец е преплавен со шишиња и со отпад. Во Лепенец масовно се црпи на диво песок, никој не реагира, има индици за поврзаност со локалната власт и тоа ќе го провериме. Се врши општа оштета на националните добра во делот на Ѓорче Петров. Но за ова, јас кажав и повторно ќе напоменам, со моето стапување на функција ќе следи детална ревизија на сите овие проблеми кои што ги набројавме. Како да ви веруваат народ? Вака бомбастични беа и кога го рушеа ВМРО, вашите претходници, сте крадале, сте лажеле, вакви сте биле ревизии, не ревизии и пак ништо од сето тоа. Големи проекти, ова ќе направам, она ќе направам и на крај ништо. Народот како да го фаќа апати и да ја губи вербата? Како ќе го убедите дека вие сте вистински човек и дека имате храброст кохонјес да направите разлика? И ова што го зборите да го спроведете, а да не ве чукне некој по глава и да ја каже мали седи малце и да изгубиш 10 цантима од твоите 198. Нема што да изгубам. Вака сега, Јанко, една работа ќе ти кажам. Јас сум пред се реализиран човек приватно. Јас имам професија, ја не зависам од оваа позиција. Мојата професија Кајзар Созе толку барана, зборам како професија, што јас не имам никаков проблем да најдам ниту друго работно место, ниту друга работа, а со многу подобри услови во било кој момент тоа и да посакам да го направам. Тргнувам со најчесна намера и ова што го зборувам, јас ќе го реализирам. И тие луѓе што ме познаваат мене лично знаат дека ќе биде така. Јас ќе се надоврзам во периодот на кампања. Многу од градежните фирми кои што оперираат на ниво на општина Ѓорче Петров се обидоа да дојдат до мене, нели да помогнат во кампањата. Јас немам средба остварена со ниту една од нив. Затоа што знам дека урбанистичкиот хаос кој што се случува во Ѓорче Петров мора да му се стави крај. А вие ако имате близок контакт со луѓето кои што се директни инвеститори, ќе имате оваа ситуација која што имаме сега на терен. Урбан хаос, непочитување на основните правилници за градова, 0% зеленило, недоволен број на паркинг места. Имаме населбата Хром, која што со новиот детален урбанистички план е предвидена изградба на 100 нови згради. Со зголемина
големена висина од претходните 10,5 на 13,5 метра, само во Хром, на една локација, најстарата и најубавата населба во Ѓорче Петров. Населба која што повеќе не може инфраструктурно да го издржи теретот на сите тие нови објекти. Носат план со кој предвидуваат изградба на 100 нови згради. Тие згради на терен, да појдете и да видите, нема 1 сантим зеленило. Се со огромни габарити, со испуштени аркери, како ги викаат овие страничните, нема доволен број на паркинг места и нема простор да се обезбеди едно хумано живење во населбата Хром. Ние имаме таму една иницијатива за урбано дивење, која што беше на приемника и урбано дивење. Против урбаното дивење во Хром, бидејќи не само во Хром, ваков проблем се јави во Дексион. Таму донесоа план. Дексион тоа е во Ѓорче 2. Во местноста Јурија, да, во местноста Јурија, таму се донесе план за изградба на 55 метарски згради. А тоа е влезот на Скопје. И тука, на влезот од Скопје, со изградба на таков еден нов градски зид, вака да ви асоцирам попластично, бидејќи градски зид го знаат сите. Тоа е нешто како требаше на пандан, луксузно живење, пандан, мислам дека на влезот од Скопје, каде што луксузно, како во злокуќани за ништо луксузно, само ви кажувам дека се предвидени згради со таа висина кои што ќе значат сериозно нарушување на текот на воздушните маси во Скопје, а посебно во Ѓорче Петров. Назад вратете се. Ќе се обидам да се јамаце. Мислам дека овдека треба да биде тоа. Не, тоа е спортско-рекреативниот центар Сарај. Тоа е Сарај. Да, тоа е. Таа. А овдека кај што беше клиниката порано, Санте Плюс, да. Санте Плюс е ова доле, последна инвестиција од таков тип во Ѓорче Петров е очната болница. И од тогаш ние немаме инвестиција во нов таков стопански субјект кој што ќе вработи поголем број на вработени. 2013 година, Јанко, тоа се 8 години без инвестиција во Ѓорче Петров. Знаеш како, види, за малку ми дојде наплив да сочувствувам со тебе и со граѓаните на Ѓорче Петров и со тие жителите што немаат ни грам зеленило, ниту место за паркирање. А после злобниот човек во мене и неправедниот вика: па чекај бе, кој ги натера да купуваат? Зошто се бутаат негде кај што немаат основни услови за живот? Види, има присуп за доселување во Скопје. Може би во еден период малку поевтини беа становите во Ѓорче Петров. Имаме поголем број на млади брачни парови кои што доаѓаат и од другите делови на градот, ги продаваат становите, може би што биле во центар за поголема цена и купува во Ѓорче. Мада сега веќе во Ѓорче е зголемена доста цената на метар квадратен за стамбено живење и тоа ги интензивира процесите на изградба на ваков тип на објекти за кои што зборувам. И најголемиот проблем овдека веќе почнале неколку згради се направени, тука е очната клиника, тука е Санте Плюс и стварно овдека логично човек да се запраша, па зошто не се направат овде згради? Да, 50. Што ќе правите тоа што вие? Вие еве замислете ги овие згради од позадина, така? Да. Тие згради се до 9 ката. Значи тие се негде до 27 метра, вака грубо, така? Добро. Ако рачунаме, ова рачунете дека ќе видат дупло поголеми во најмала рака таков тип на објект. Овде зошто не се потруја, нели ќе донесе IKEA, нели ќе донесе некој таков тип на голем стопански субјект, кој што ќе може да акумулира го идеален просторот е на влезот во Ѓорче Петров за развивање на стопански субјекти. Стварно ова идеално и за IKEA и за IKEA да се направи некој проект од тој тип. Lidl, нешто таква работа. Тие беа најавувани, ако не го донесоа Google и Facebook, како што беше најавувано, барем вие што беа последни. Еве го Google, тука е. Google, добро, да. Google. Се шегувам, карикирам. Добро, а што ќе направите вие овдека? Што сметате дека треба овде да биде? Овој дел е идеално да остане зелен појас, да има голем парк Ѓорче Петров нов. Сакаат тоа граѓаните? Сакаат граѓаните. А камен за вас, за општината? Имаат потреба овдека ако даете за згради, милиони ќе има за вас. Да, меѓутоа колку ќе се намали квалитетот на живот на луѓето. Јанко, мораме да внимаваме. Што ти е 4 години па си одиш? Не е така, не сакам да размислувам на тој начин.
апсолутно, и треба да гледаме на стандардите на живење да ги подигнеме, зашто здравјето не представува само отсуство на болест. Ние треба да имаме и многу други активности во животот кои што ќе ни го збогатат и да бидеме многу посоцијално ангажирани за да имаме подобар квалитет на живот. Во Ѓорче Петров има многу места, ние предвидуваме изградба на спортско-рекреативен центар Хром, можеш да идеш малце подолу со Маусот. Чекај, пред да идеме у Хром. Ајде. Имаме спортско-рекреативен центар, ние прекрасен Сарај, имаме спортско-рекреативен центар Сарај, кој што е на општината Сарај. На општина Сарај, се извинувам, добро. Да, кој што користат голем број на Ѓорче Петровци, а немаме такво нешто во Ѓорче Петров. Ова е Одиме во Хром, се извинувам. Одиме во Хром, кај ете го тука фудбалското игралиште Млади лавови. Ова е инвестиција исто така направена во наше време и од тогаш нема ништо направено на тој план. Веднаш до него сега предвидуваме изградба на спортско-рекреативен центар Хром. Што би значило тоа? Што е ова у моментов, пластеници? Пластеници се, тоа е државно земјиште. Сега ќе се спуштиме на ова да видиме. Така, тоа е државно земјиште, видете колку е убаво тука. Идеално местото е за дополнување со ова сами си го уредуваат граѓаните. Да, ова е пред нивните куки. Ова сами си го уредуваат, браво за нив. Нема склука од општината и луѓето си го уредуваат, гледат имаат посадено тука и некој дрвца. И овде што ќе направите? Спортско-рекреативен центар со тоа што со паркови содржини. Ќе изградиме уште едно фудбалско игралиште како што е ова и зошто да не направиме ние еден тренинг центар по примерот што го има Спортската академија Пандев, бидејќи Ѓорче Петров е расадник за спортисти и функционираат повеќе фудбалски клубови кои што продуцираат многу талентирани млади спортисти, а се соочуваат со недостиг инфраструктурен за... Знаеш, кога ќе ми кажете спортски центар, ово, она, тоа пак ќе биде дадено на клубови, клубовите ќе им наплаваат на децата по 1000 денари и пак јас со моите деца не ќе имам каде да прошетам низ ова. Апсолутно дека нема да биде така. Парк е парк, кога ќе речете парк, тоа е отворена површина, достапна и секој. Ова ќе биде секому. отворена и ќе бидат достапни за сите луѓе да функционираат. Не само фудбалско игралиште, ќе имаме игралиште за мал фудбал, ќе имаме игралиште за кошарка, ќе имаме дел кој што ќе биде предвиден за рекреација со фитнес зони. Заедно со градот Скопје со господјата Даниела Арсовска предвидуваме конечно решавање на кеот на реката Вардар, бидејќи во Ѓорче Петров кеот на реката Вардар е тотално неурбанизиран, нема пешачка патека, нема велопатека, нема трим патека за трчање. А постои некаков, гледам овдека постои кеот, во еден дел не е поврзан, тука има проблем цимот на правните односи, гледате дека патеката од Карпош 4 не е поврзана со во делот кој што е. Тоа е во Карпош 4, тоа е во Влае. Така. Да, тука имаме кеј, само во Ѓорче Петров нема кеј на реката Вардар. Имаме идеални услови каде луѓето си го поминуваат слободното време. Добро. Ние ќе се ангажираме во тоа е тоа. Да го Друго? напинеме. Друго што ќе правите у Ѓорче? Планираме санирање на дивата депонија, како што кажа. Извини. Одма прашање за Ајде. ова. На кратко пар реченици. А како ќе го спроведете ова? Кое? Спортскиот центар овдека што ќе го правите овој? Спортскиот центар. Овој парк, спортски центар кај млади лавови. Да, може да го спроведеме и со приватно јавно партнерство, да инвестира во Ама тоа викам, знаеш човек, господин Стојковски. Знаеш, чиме приватниот он ќе сака кафана да направи, ќе го заокружи. Пак ние тоа ќе го утврдиме со план. Кој приватњак ќе ти направи ние тебе? Ние ќе го утврдиме со план. Парк за сите да шетаме, да имаме вода да се напиеме. Имаме буџетски средства, имаме буџетски средства Јанко доволно за да го изведеме и фазно. Не мора тоа све одеднаш ние да го направиме. Добро. Толку инвестираме ние. Идеме следното. Секоја етапно, ние сето тоа можеме да го средиме во рок од еден мандат, да добиеме една комплетна целина. Одиме понатаму? Тоа е базата на JSP, мислам што ја гледате во централното градство. Ова? Да. А ова овдека види зелена површина огромна. Тука има и доста приватен имот на фабриките што се. Имаме ние простор во Ѓорче Петров каде да развиваме нови паркови површини, Јанко. Имаме предвидено изградба на над 20.000 метри квадратни нови паркови во Ѓорче Петров. Со тоа што планираме ова тука е реката Репенец, можеш да видиш и на Google Earth како. Да, долго време се користи брегот на реката Репенец за разни градежни активности, експлоатација на суровини тука од самата река и со тоа се опустеши самото течење на реката Лепенец. Само да ви кажам дека цел свет ова може да го види, ако дојдеш овдека со Google Earth. Тоа е сервисната улица. И само да погледнеш, поминале Google Earth овдека. Поминале сигурно чиме на што личи ова. Прикажано, за жал оваа слика е во континуитет. И ова не е најцрното сценарио, најцрното сценарио е на самата депонија на реката
на реката Лепенец во делот кај Ново село, па се до потегот кон селото Орман. Во поголем дел. Оно што сакам да го кажам, дека е предвидено со програмата на град Скопје регулација на коритото на реката Лепенец, бидејќи коритото на реката Лепенец не само што е загадено од страните, на Ѓорче Петров посебно, туку тоа е многу спуштено под природното ниво на кое што било течењето на реката. Така да каналите за наводнување во Орман веќе се насува. И таму вода не влага, полето е опустошено, не може веќе луѓето се занимаваат со земјоделие, мора да им се понуди друго решение. И тоа е секако резултат Вашата на програма има уште детали, многу е подетална. Так. Ова се капиталните работи, не големите Ова се работи, најголемите работи, да. Имаме предвидено. Ми зборевте овде во емисија нешто што сигурно ќе го реализирате. Да. Бидејќи ни една програма не се реализира 100%. Значи овие работи мораме да ги реализираме за да можеме Ѓорче Петров да тргне во правилен правец на развој. Мора да се поставиме инфраструктурно цврсто за да може да овозможиме и прилив на приватни инвестиции, да се отвориме кон приватните, да видиме што е можно да направиме во наша надležност, да ги ослободиме од фирмарини. Во првите година две на функционирање на новите фирми. Планирам формирање стартап инкубатор каде што на младите ќе им се овозможи простор во кој што ќе имаат почетна шанса да се реализираат своите соништа. Ние ако не овозможиме вакви инпут механизми за младите луѓе да сакаат да работат и да останат во Македонија и во Ѓорче Петров, во тој случај ние не може да планираме иднина каква што сака. Нас не се потребни луѓе, Јанко. Не ве задржувам повеќе затоа што рековте дека имате вечерва уште средби Така со спортски здруженија кои се имаат проблем со граѓаните. Ја ви благодарам за учеството во емисија. Благодарам, Јанко. И повторно ќе дојам за она да се навратиме на темата за радиологијата после изборите. Пази што си ми ветил, јавно ми вети за тоа. Готово. Почитувани гледачи, тоа беше доктор Александар Стојковски, кандидат за градоначалник на општина Ѓорче Петров од ВМРО ДПМН. Правиме кратка пауза, па потоа ќе одиме со следниот гледач. Со следниот гостец, извинувам.